Продолжуваме со нашите проучувања. Вечерва пред нас е нова тема под наслов "Тоа сте зашто размислувате". Ке видиме зашто станува збор. Да се подсетиме само за темата која минатиот петок ја проучувавме. Тоа беше темата здрави меѓучовечки односи. Рековме колку се важни нашите односи меѓусебни за да имаме добро здравје, за да не патиме, за да не бидеме повлечени во себе. Вечер одеме еден чекор понатаму и ќе зборуваме за новиот наслов "Тоа сте зашто размислувате". Наистина, зошто негативните мисли понекогаш во нашиот живот го исполнуваат нашиот ум? Едноставно доаѓаат негативни мисли и колку сакаме да се ослободиме, тие се тука некаде во нашиот ум и тешко се ослободуваме од нив. Како тие негативни мисли да ги претвориме во позитивни? Може сакаме да се ослободиме, да бидат позитивни, но кога ќе дојде момент, кога ќе дојде време да донесеме некоја одлука, интересно, оние негативните мисли што били некаде таму складирани во нашиот ум и сме мислили дека сме се ослободиле, излегуваат на површина. Кога треба да донесеме некои одлуки во нашиот живот, тешко се ослободуваме од таквите негативни мисли. Тие негативни мисли навистина имат силно влијание на нашиот ум. Една група на волонтери, на млади деца, биле повикани на еден експеримент, да прават некои стручњаци со нив експеримент. 2 вечери ова група на млади не можеле да спијат. Едноставно биле оптеретени. И интересно, војните медицински стручњаци открили дека недостатокот на емоционална интелигенција кај добар дел од овие млади била причина што тие не можеле 2 ноќи добро да спијат. Всушност, тие биле повикани да на еден тест каде што треба да донесат одлуки за некои морални работи. Требало да одредат, да се определат за некои добри или за некои негативни страни. Добар дел од нив веќе донеле добра одлука, гледајќи ги тестовите, читајќи го на што е било дадено, меѓутоа сепак добар дел од нив не биле емоционално развиени. Нивната емоционална интелигенција не била на такво високо ниво. И кога требало да донесат одлука, дали ќе се одлучат за она негативното или за позитивното, тие се бореле цела ноќ со својот ум, не можеле да спијат. Можеби ова истражување на оваа група на волонтери го потврдува оно што го запишал почитувани самиот мудр Соломон во 23 глава од Пословици, кај што вели 7 стих следново: "Зошто тој е таков како што мисли во себе си." Значи, сите ние сме такви со какви мисли се занимаваме. И тоа е од тоа го изградува и нашето тело, нашиот ум, нашите мисли се многу важни. Нашиот карактер се изградени од мислите, нашиот карактер е изграден од мислите и од нашите емоции. И затоа е многу важно со какви мисли ние се занимаваме. Начинот на кој расудуваме ги обликуваат нашите постапки. Значи, тој е крајниот резултат. Со какви мисли се занимаваме. Има една изрека, бидејќи ние не може да ги читаме мислите, така, но постои една изрека, вели: "Кажи нешто, па ќе кажем каков си." Значи, додека молчи некој, не може да одредиме дали е добар или лош. Но кога ќе почнеме да зборуваме, кога ќе почне да се изразуваме, тогаш дотичните, оние кои се околу нас, може да донесат некој суд, некој мислење, дали сме ние добри, дали сме позитивни или пак негативни. Нашите мисли управуваат со она што го работиме. Интересно. Мислите се ројат во главата и тие се манифестираат низ нашите активности. Оно што сме го мислиле, ние и го спроведуваме во нашиот живот. Што е тоа емоционална интелигенција? Може би се прашуваме што е тоа емоционална интелигенција. Ние вечерва ќе зборуваме малце повеќе за таа емоционална интелигенција. Интелигенција традиционално ја сваќаме како сознание или мислена способност на човекот. Ние велиме ова е интелигентен, ова е неинтелигентен. Ова е добар, ова е лош. Што е тоа емоционална интелигенција? Интелигенција традиционално ја разбираме како сознание или мислена способност на човекот. 1983 година господинот Хауард Герднер, развоен психолог, ја изнел теоријата за повеќе струка интелигенција.
Еве, што тој открил, што напишал, тоа сме го училе нели и во средна школа и понатаму, меѓутоа тој вели дека интелигенцијата е збир на 9 вештини. Еве, ја ќе ги вечера спомнам. Натуралистичка интелигенција, тоа е таа природна памет. Значи, едноставно, така човекот е роден природно, што се вели. Музичка интелигенција, понатаму логичко-математичка интелигенција, интерперсонална интелигенција, телесно-кинетичка интелигенција, лингвистичка интелигенција, интерперсонална интелигенција, просторна интелигенција, екзистенцијална интелигенција и така натаму и така натаму. Значи, гледате колку е широк појас на ова емоционална интелигенција или интелигенција е збир на 9 вештини што пред малце ги прочитав. Меѓутоа, Даниел Големан, психолог и научник, 1995 година ја објавил книгата Емоционална интелигенција. Тој во таа своја книга спомнува умни способности кои ги набројал неколку. Еве, ќе ги спомене. Според Големан, емоционалната интелигенција има 5 различити вида. Да бидеш свесен за своите чувства. Многу е важно да бидеме свесни, да ги контролираме своите чувства. Знаете, понекогаш не може да се контролираат. Дали кога е некоја радост, свадба и човекот му доаѓа да плаче, или кога е некои тажни моменти. И затоа некои зимат таблетки да се контролираат. Да бидеш свесен за своите чувства. Управување со личните чувства. Препознавање на чувствата на другите. Управување со чувствата на другите. Само мотивација за постигнување на целите. Значи, овде имаме 5 различити вида на емоционална интелигенција. Сите овие видови се важни. И треба ние да ги препознаеме кај себе и да управуваме со нив. Не тие да управуваат со нас, да изгубиме контрола над себе си. Значи, ние сме тие кои треба да диктират, ние сме тие кои треба да управуваат со своите чувства. Понекогаш, кога гледаме навистина разни чувства кои се развиват кај некои луѓе, понекогаш се чудиме. Емоционалната интелигенција не е поврзана само со донесување, значи, на одлуки. Истражувањата покажале дека постои лица кои, например, еве тоа го напишав и овде, значи истражувањата покажале дека лицата кои добиле работа после завршувањето на факултетот може да го одразува коефициентот на нивната интелигенција. Значи завршиле со 10, но не значи дека ќе бидат такви и во работата и во своите физички активности. Значи после завршувањето на факултетот добиле работа. Колку ќе напредуват во работата има малку врска со оценките кои ги имале во училиште, туку со нивната емоционална интелигенција. Некој се случило, дете, ученик бил слаб во училиште. После 20-30 години го гледаме бизнисмен станал. Значи таму едва се провлекувал. Едва добивал тројки или четворки да помине или двојки. Меѓутоа животот го научил. Тој ја употребил емоционалната интелигенција и достигнал висина во својот развој, во бизнисот свој. Понекогаш дипломата е важна, но многу е важно човекот дали има памет, ум и како го користи. Висок ниво на емоционалната интелигенција спречува депресија. Гледате колку е важно ако ја употребуваме нашата интелигенција. Депресија може да спречи, а ние ќе зборуваме за депресијата. Следното предавање ќе биде како да ја надминеме депресијата. Тоа е тема за следниот петок, за наредниот петок. Меѓутоа, гледате, емоционалната интелигенција спречува фобии. Знаете, луѓе доживуваат разни фобии во својот живот. Обсесивно, компулсивно пореметување, посттравматски стрес на пореметување, анорексија, булимија, зависност, алкохолизам. Се тоа се работи кои ние може да ги надминеме ако ја користиме нашата емоционална интелигенција. Гледаме која е важната улога, почитувани, на таа емоционална интелигенција. Постојат разни програми, како овој програм што овде е наречен. Програмот Анонимни алкохоличар постигнува убави резултати.
Но 4 пати е по-успешен ако се комбинира со програмот за зголемување на емоционалната интелигенција. Значи, после разни програми за одвикнување од пушење, од алкохолизам, од дроги и така натаму. Меѓутоа, гледате што е пронајдено. Ако се употребува емоционалната интелигенција, 4 пати се зголемува силата кај човекот за ги надмине сите овие работи што му се случуваат во животот. Еве, например, како алкохоличари, кои се борат, кои одат во посебни стационари, кај што примат посебни лекарства, посебни надзори и повторно после некое време ќе се излечат и пак се враќаат на стариот начин на живење. Со зголемување на емоционалната интелигенција им се помага на лицата појасно да размислуваат и успешно да воспостават комуникација. Едноставно се зголемува таа емоционална сила и човекот може да донесува свој суд, свој размислување, да не биде под влијание на друг или на трет. Влијание на емоционалната интелигенција, генетска градба, што влијае на тоа? Значи, некој е посилен емоционално, некој е послаб. Делува генетската градба, предиспозиција, у кое семејство сме се родиле, како сме воспитувани, што сме завршиле, искуство детството. Ние имавме во текот на овие предавања, значи колку влие минатото, детството, во каков свет сме живееле, во какво семејство сме израснале. Значи, здрави меѓучовечки односи, тука зборувавме токму колку влие тоа на децата ако живеат во едно семејство кај што се нарушени меѓусемните односи. Ниво на емоционална поддршка, исхрана. Ние на крајот ќе спомнеме дека исхраната многу е важна во подобрување на нашата емоционална интелигенција и секако активностите. Најважно влијание на емоционалната интелигенција го има нашето уверување. Значи, тука сме ние го имаме клучот. Може да одиме на разни семинари, може да слушаме разни совети, но клучот го имаме на крајот ние. Зголемување на емоционалната интелигенција ќе им помогне на лицата појасно да размислуваат и поуспешно да воспостават, едноставно би се рекло, комуникација. Понатаму може да спомнеме дека неколку примери од Библијата на луѓе кои доживеале депресии, кои паднале толку ниско, некои биле силни, иако биле во затвор, како овде што го гледаме на сликава Павле и Сила. Вие кои сте читали Библијата, знаете за што станува збор. Тоа се Божи луѓе, апостоли, кои целосно му служили на Господа, но имале своји непријатели. Во една прилика, апостол Павле и Сила биле фатени и држени во затвор, без суд. Не били изнесени на суд, па да бидат осудени. Едноставно биле фрлени, грубо биле фрлени во еден валкан подрум и таму им ставиле синџири на рацете и на носите. Интересно, тие биле одвоени од светот. Немале мобилни телефони да се јават во базата, во црквата, кај своите колеги и да им кажат тука сме, дојдете да не посетите. Тие таму, иако гледате овде, не се гледа на сликава, има глувци овде. Значи едноставно во подрум се, во мувлосан подрум, овде е слама доле, на слама седат. Павле и Сила го славеле Господа, го пееле на Господ, интересно. Не биле депресивни, не биле сега тажни, Боже, па ние ти служивме, зошто дозволи да паднеме во таква зандана. Не. Зошто биле силни? Зошто му пееле песна на Господа? Затоа што нивните мисли биле многу посилни од она што се случило. Значи, тие се издигнале над проблемот. Нивните мисли биле насочени кон Бога, не кон синџирите, не кон овие услови тешки кои ги имале во самиот затвор. И затоа, почитувани, и ние може да се издигнеме преко емоционалната интелигенција над сите проблеми со кои се среќаваме секој ден. Кима кризи, кима проблеми, кима болести. Но ако нашите мисли се над тие, ако нашите мисли се поврзани со Бога, навистина ние ќе бидеме силни и храбри. Може да ја усвоиме и развиваме емоционалната интелигенција ако се придржуваме на неколку начела. Еве ќе го споменеме и царот Саул. Знаете кој бил Саул? Првиот израелски цар. Саул бил, вели Библијата, висок, убав, имал убав изглед и богат, славен.
Сите жени го гледале, плави очи, гордост на нацијата би се рекле. Прв цар. Претоа управувале пророците, преку Бога, преку пророците им праќал Бог пораки на израелците. Но во еден момент сакале цар да имаат. И Бог вели, добро. Таквите особини, на жалост, малку биле поврзани со емоционалната интелигенција на Саул. Не малце покасно ќе кажеме како тој завршил трагично. Ако бил убав, висок, паметен би рекле, можел да ја води нацијата, но тоа не било, на жалост, поврзано со неговата емоционална интелигенција. Тој направил такви погрешни чекори, што го чинило и неговиот живот. Всушност, царот имал когнитивна дистрозија. Таа кај него се намалувала и се зголемувала. Гледате ова фотографија, ова куче. Големо, а ова како мало. Саул така размислил. Добрите ги правил лоши работи, лошите ги правил добри. Не е единствен човек Саул што така размислува. И денеска има луѓе кои така размислуваат. Се наоѓаат во една дистрозија, когнитивна дистрозија. Работите некои ги зголемувале, а некои ги намалувале. Еве да споменеме. Пример број 1. Во прва Самуилова читаме за Саула што му кажува на Господа, односно на Самоила, а потоа на Господа. Саул му одговори на Самоила: јас го послушав Господовиот збор. Дотука е точно. Тој го послушал Господовиот збор. Но сега се правда. Сега лагата ја прави вистина. Презедов поход, каде што ме испрати во ред, го доведов Агаг, амаличкиот цар, и извршив клето истребување на амаликците. Но народот зеде од пленот овци и говеда, и то од најдобрите врз кои требаше да биде извршено клето истребување, за да му жртвува на Господа, на твојот Бог во Галгал. Гледате како се правда сега. Бог му рекол се да биде убиено, и животните, но Лаком и неговите војници кои биле подчинети под него, тој можел да им нареди, вратите ги овците, односно треба да се принесат на жртва. Вели, јас царе, јас господине Самуил пророче, зедов, народот зеде од пленот на овците и говедата, и тоа од најдобрите врз кои требаше да биде извршено клето истребување. Овде гледаме дека Саул се правда, тој се правда пред Бога. Саул се задржал на неправдите во животот. Тој сега спомнува ништо поминал во животот и на тој начин сакал да се оправда пред Бога. Тоа се луѓе кои навистина малото го прават големо, а големото мало. Занимавање со неправди неизбежно ќе предизвика големи емоционални проблеми. Значи, ако ние само се осврнуваме на негативните работи, тоа ќе влие на нашата емоционална способност да донесуваме важни одлуки. Тогаш сите ќе ни бидат виновни. Тогаш ќе ни бидат сите оние кои мислат лошо по нас. Саул претерано самопочитување. Тој се гледал во себе си. Гледал во себе си, да, на огледалото. Тој мисли дека е најдобриот. Тој мисли дека е најчестниот, најпаметниот. И затоа таквите луѓе се повликуваат во себе. Кога мислиме дека сме поважни од лицето кое седи поред нас, тогаш ја поминуваме границата на гордоста и себичноста. Саул бил таква слика и прилика. Тој сите ги подценувал под себе, околу себе, и мисля дека е најдобриот. Саул живел себичен живот. Никогаш не имал целосна доверба во Бога. И под силен стрес и обкружување со непријателите го завршил својот живот со самоубиство, таму на полјаната, таму каде што навистина со војниците се тепал со непријателите, но на крајот морал да изврши самоубиство, за да не падне во рацете на непријателите. Гледате колку е страшно кога човек ќе отиде од Бога, кој ќе се потпре на својата обавење, на својата совест, на својата сила, на својата интелигенција, а на жалост Саул не бил таков. Христијаните знаат дека Христос умрел и би умрел само за една душа, давајќи го својот живот. Меѓутоа, кога мислиме само на Исуса, а ако мислиме на оние поред нас и ги поценуваме, тогаш не ќе паднеме во замка како што паднал и самиот Саул. Исус би дошол само за еден човек, за една личност. Павле вели, јас сум грешен,
Исус дојди за мене, поради мене. Мора тоа да го сватиме почитување. Одиме на една друга личност, а тоа е царот Соломон. Познат лик, познат личност од Библијата. Саул е втората когнитивна дистрозија на емоционално расудување. Едноставно, Соломон, знаеме дека Соломон бил интелигентен, бил паметен, бил многу мудар, односно Бог му е дал мудроста. Но и тој понекогаш доаѓа во проблем да емоционално донесе правилен суд. Тој ќе направи такви грешки, такви чекори, што навистина ќе се кае подосна. Овие, да ги споменем уште еднаш, емоционално расудување се открива на следниот начин. Се чувствувам како губитник, затоа сум и губитник. Така размислуваат кои се наоѓаат во оваа ситуација луѓето. Се чувствувам безпомошно, така да не можам да ги решам своите проблеми. Чувствувам да сум на врвот на светот, затоа сум непобеден. Гледате со какви мисли, со какви емоции се занимава една таква личност, како што бил Соломон. И навистина Соломон доживеал високо. Подосна ќе споменем уште една личност која на брдото горе, на самиот врв, достигна кулминација во својот живот. И Соломон достигна кулминација, но тој подосна ќе падне. Толку ќе падне ниско и ќе проба, ќе реши, ќе донесе одлука дури да се изврши самоубиство. Зашто ќе каже Соломон, ми одмрзна животот и не сакам повеќе да живеам. Луцам на тебе, а тоа покажува дека си бил лош и безчувствителен кон мене. И еве, во сета оваа ситуација, Соломон почитуваме доаѓа до едно резиме, до една одлука што е многу страшна. Но претходно тој си дал слобода самиот на себе. Тогаш рекол во своето срце, дај да го испитам уживањето и да видам што дава насладувањето, но ети тоа е празнина. И што да ми посака очите, не им скратував, ниту му бранев на моето срце. Било каква веселба, туку моето срце му се радуваше на секој мој труд и таква му беше наградата на секој мој напор. Наистина, Соломон немал контрола. Самиот признава. Си дадов, вели, слобода. Што ќе посака моите очи, тоа им го давав. Не им скратував. Не им ништо не му бранев на моето срце. Дали е веселби? И денеска има веселби. И денеска има, може би, поголеми забави и активности од времето на Соломона. Но, знаете, кога ќе доживееме оној допамин во мозокот, кога ќе дојде на кулминација, кога сме радосни, тој има најмногу тогаш кулминација и проценти на допамин во нашиот мозок. Тогаш се создава чувство на задоволство. Но подосна, кога тоа ќе го снема, човекот паѓа во депресија. Например, сум читал алкохоличари кои ќе се напијат. Тоа се мирни луѓе можеби во својот телесен живот, секојдневен живот, но кои ќе се напијат, интересно, алкохолот им дава некоја слобода, им дава некоја ширина и тие се веселат, но кој ќе помине тоа дејство, подосна, не само што ќе ги боли главата, туку и може и болест да заработат. Иако денес, рековме, постојат многу врсти на разни забави од порано, сепак депресијата како епидемија владее со општеството. Македонија е позната по користење на тие таблетки. Како се викат? Диазепам или уште некои други врсти ги има. Зошто? Вели, не може да спијам, се наоѓам под депресија. И луѓето ги голтаат, наутро ќе испијат друга таблетка, па да се расунат. И така тоа оди во еден зачарен круг. Меѓутоа, ние подосна ќе кажеме, има ли лек против тоа? Бог секако ни дава решение. Библијата е полна со совети, со упатства кои е на дофат на нашите раце и зависи од нас дали ќе ги користиме за да имаме добар и здрав живот. Соломон имал најубави куќи, најубави жени. Меѓутоа, за него тоа било само суета и мака на духот. Гледате како се расширил Соломон, меѓутоа имал многу пари. Се што ќе му посакат очите. Некои современици денеска го сметаат Соломон за најсреќен човек. Или би го сметале. По тежината на неговото богатство, по раскошот и се оно што го имал, од призма на денешниот свет, ние би рекле Соломон е најбогатиот човек. Можел да отиде кај сака. Која јахта да ја купи,
kada da patoval, со кој авион, во кое најдобро туристичко место, денеска Соломон би бил најсреќниот. Меѓутоа, еве неговата изјава. Сето тоа вели празнина. Гонене на ветер, друг превод вели. Со ветер може ли ни да се бориме? Не можеме. Соломон вели, сето тоа е мака на душата, мака на духот. И почнав да очајувам, заради големиот напор со кој се трудев под сонцето. Гледате во каква констатација донесува самиот Соломон, почитувани. Почнав да очајувам, почнав да се повлекува, почнав да се повлекува од друштвото. Како и денеска има луѓе кои се богати, но не се среќни. Тие се повлечени во својот амбар, во својата дупка, како глушец таму се криет во темнина. Ние ќе видиме подосна една друга личност, кој со така се сокрила во пештера. Човек кој ќе се најде во депресија, тој се повлекува од општеството, од друштвото и не сака да го гледат луѓе. Тој само гледа надолу, дека се темно, дека нема ништо светлина. Соломон дошол до таква ситуација, бил најбогат, но вели ми одмрзна животот и почнав да очајува. Чувствата се како бранови, рекол Джонатан Мартенсон. Чувствата се како бранови, но можеме да одбереме на кој ќе сурфаме. И навистина, ние сите имаме своји чувства. Некои се појаки, некои се послаби, посилни и така натаму. Меѓутоа, ние треба да одбереме на кој чувства ќе пливаме или ќе сурфаме. Не може да се оттарасиме од нив. Тие се тука, тие се дел од нас. Некои се почувствителни луѓе, некои поне. Некој побрзо може да заплаче, некој треба време да заплаче ако е погреб или некоја тешка ситуација. Некој во себе плаче, во срцето што се вели, а некој брзо ќе просолзи. Сите ние сме различити. Значи, чувствата се како таласи, но можеме ние да одбереме на кој ќе сурфаме. Може да бираме врз основа на она што е вистинито и она што е во склад со Божиот план за нашиот живот. Да не бараме решение на погрешни места. Библијата има решение за се, па и за овој сегмент на нашиот живот. Ајде малце да го споменеме вечерва и пророк Илија. Пророк Илија е интересен човек, кој живел во едно тешко време, кај што Божиот народ почнал да отпаѓа од вистината. Бог го повикал да биде реформатор, да поведе на група на луѓе кои ќе се борат против Ваал, против сите тие лажни пророци кои биле во подем во тоа време. И постоела опасност да Божиот народ биде потиснат. Илија стоел на чело. И текстот вели таму во Стариот Завет, отиде во пустињата еден ден на одење и седна под една смрека и посака да умре. И му рече на Господа: доста е, Господе, прими го мојот живот, зашто не сум подобар од моите татковци. Гледате, овој човек Божи, кој доживеал кулминација на гората Кармел, кој истепал стотици пророци на Језавеља, на Ваалот, сега посакува да умре. Дали некош не се случило и нам тоа, почитувани? Значи, горе сме, се во ред, но одеднаш се лизгаме долу. Не гледаме излез и велиме: Боже, дај да си умрам. Не ми се живе повеќе. Тешко ми е на душата. Илија го доживел, почитувани, тоа. Наистина, Илија паднал во една тешка депресија. Илија бил Божи човек. Тој не бил било кој. Тој го следел Божиот план. Тој одел според Божјата волја. И Бог се прославил преко Илија. Наистина, Илија бил Божи човек. Едноставно, тој бил на Божја страна. Но, после 40 дена, од онаа славна кулминација горе на брдото Кармел, Илија добива телеграма, или слушнал, што би рекле денеска на радио и на телевизија, дека царицата Језавеља пратила депеше, пратила телеграма по сите села и градови: кој ќе го најде Илија, ќе добие награда €1.000.000. Тој е мојот најголем непријател. Замислете, Илија чита таа телеграма, раците му се тресаат, кога слушнал, кога прочитал дека Језавеља бара неговата глава. Сите пророци веќе биле истепани, биле убиени. Илија останал сам. Тој самиот тоа ќе го каже со Господа, односно на Господа малце подоцна. Илија се плаши, се крие и вели: Боже, подобро да умрам.
Da li imao Ilija pričina da se plaši od Jezavелja, почитувани? Да, zato što ta ги убила сите други пророци. И го барале секаде под дрво и под камен. Кој ќе го најде Илија, ќе добие награда, зашто ќе биде убиен. Наместо Илија сега да се подпре на Бога, зашто до пред неколку денови, седмици, тој се постојано подпирал и затоа Господ преку него направил чудо, ги запалил камењата како бензин да биле полиени, жртвата била од Бога запалена со оган. Сега Илија паѓа во дупка, паѓа во депресија и се плаши за својот живот. Но Бог сега решил Илија својот слуга да го воведе, да го стави во својот програм, за да го излечи. Знаете, кога одиме на лекар и кога имаме некоја болест, лекарите кажат ќе ти дадам програм, односно ќе ти дадам рецепти, ќе ти дадам терапија. Бог сега го вика Илија да влезе во неговата терапија, во Божјата терапија, за да го излечи јадниот Илија. Како и денеска што има депресивни луѓе, пророкот сакал да влезе во својата темница, во својата пештера. Бог морал да предизвика земјотрес и ветер за да го избрка од темницата, да го избрка од пештерата, за да му даде, за да го изведе на светлост. И после тоа Господ поминува на оно што е најважно, да го Илија опорави, да го излечи. Илија бил предизвикан да излезе од темницата. И денеска луѓе кои се во депресија се кријат, рековме, се повлекуваат во својата соба, не се дружат со луѓе, тие се депресивни, тие само мислат на тешки моменти, на лоши работи. И затоа со таквите луѓе треба посебен програм, посебно дружење и молитва, да излезат од својата пештера, за да се покажат на светлината, во денот на светлината. Бог, почитувани, приготвил посебно лекување, опоравување на неговиот слуга. Тој одлучил да на Илија му помогне, да неговите мисли ги избрише или да ги замени со позитивни. Се додека човекот е во депресија со темни мисли, со лоши мисли, нема лек за него. Лекот не може да помогне. Лекот може само да ги ублажи, да ги оттапи неговите чувства и тој да спие, а не е излечен. И затоа Бог решил на Илија да му помогне. Решил да ги промени неговите мисли. Зашто тој се занимава, знаете со која мисла, со која бројка? 1. Боже, сите се убиени, само јас останав. Грешката на Илија била што претерано уопште зборува. Јас сум, Господе, единствениот кој не се поклонил. Когнитивна дистрозија на претерано генерализирање. Тоа го Илија правил. Тој се генерално кажува. Сите се мртви, сите се убиени пророци, само јас останав. Еве што вели. А самиот отиде на ден одење во пустината. Седна таму под смрека, посека да умре и рече: веќе ми е доста од се, Господи, земи ја мојата душа, зашто не сум подобар од своите татковци. Пател Илија, почитувани, од депресија. Тој се борел со тој страв. Луѓето кои се во депресија имаат страв. Тој како да го заборавил Божето чудно делување на планината Кармил. Кога со кренати раце, тој го повикал Јахве, небесниот Бог, и Бог се спуштил со оган и ја запалува жртвата, а останатите се чудаат. Ова е кулминација на пророк Илија, човек кој навистина чудо не се повторило повеќе во Библијата. И подосна знаеме дека Бог го зел жив на небото. Илија сакал да биде во мракот, во пештерата. Илија посакал да умре. И Бог затоа морал да предизвика земјотрес, како што спомнавме, да го извлече од самата пештера. Која била грешката на Илија? Што тој претерано генерализирал. Јас сум, Боже, само единствен кој не се поклонил пред Вал. Дали бил сам тој? Сега ние читаме во Библијата дека не бил сам, дека имал уште колку? Уште 7000 непоклонети пред Вал луѓе кои стоеле како свеќа пред Господа, останале верни. А Илија претерано генерализира. И затоа тие мисли му задале тежок удар во неговиот живот и тој посакал да умре. Нашиот карактер е составен од нашите мисли и од нашите чувства.
И затоа ние на новата земја, ако даде Господ живот и здравје и прилика, ако се удостоиме пред Бога, ќе го понесеме само нашиот карактер. За карактер да не биде чист, треба мислите да не биде чисти и нашите чувства. И затоа е многу важно ова размислување што го имаме вечерва, да сватиме. Господ му вели, Илија, има уште 7000 луѓе кои не ги свиткале колената пред Ваал. И затоа Илија молчи. Прв пат кога Илија рекол, јас сум сам, Боже, значи кога тука читавме пред малце, кога вели, јас сум сам, Господе, еве го стихот, јас сум само еден кој не се поклони пред Ваал, Бог молчал, не му контрирал. Но кога видел дека Илија и понатаму продолжува со истите мисли да се занимава, тоа се тешки, депресивни мисли, Бог му вели, молчи Илија, не си во право. Ти гледаш само пред тебе, јас гледам изад планината. Затоа, таму во планината има 7000 луѓе, кои не ги свиткале пред Ваал своите колена. И навистина Илија замолкнал. Господ му рече, оди сега, Илија, излези од својата пештера, врати се по истиот пат во Дамаската пустина, кој ќе одиш, помажи го таму Азаел за цар во Сирија. Гледате, отпаднатиот пророк кој бил во целосна депресија, Бог гледа материјал и пророк кој има уште што да работи. Илија, ти не си за пензија, имаш уште што да кажеш. И затоа, оди сега, помажи го таму Азаел за цар. И тоа било потик Илија да стане, да се врати на вистинскиот пат. Вели, врати се на патот, Илија. Колку пати нас Бог не повикува, браќи и сестри, да се вратиме повторно на тој пат. Понекогаш ние одиме како мало дете, знаете, одиме по патот, ќе испушти раката на мајката или на таткото и детето, оди таму лево и десно. А родители вели, сине, врати се на патот. Бог ни вели, сине, врати се на патот. Понекогаш сакаме да отидеме лево или десно. Но Бог не повикува, врати се, сине, на патот. Бог му вели на Илија како на своје чедо, Илија, врати се на патот. Од тебе има уште што да се добие. Оди во Дамаската пустина. Таму ќе го помажеш за цар Азаел во Сирија. Браќи и сестри, Бог вечера сака да не поучи. Дека и ние понекогаш се повлекуваме во својата пештера. Таму е мувлосано, таму е темно. Таму нема живот. Бог вели, излези од својата пештера. Илија го исполнил она што Господ го барал од него и го поравил од состојбата на депресија. Интересно, Илија бил излечен. Повторно на стариот Илија. Он Илија громовник што се вели во народот. Илија бил навистина повторно среќен, повторно радостен, затоа што Господ го излечил. Значи има лек, има излез, само дали ние ќе реагираме на Божиот повик. И на крајот, погледнете ова слика, прекрасна. Бог го зел Илија жив на небото. Илија единствениот од земјата, од луѓето, освен Енох, таму во Стариот Завет. Меѓутоа, Илија кој бил активен, за Еноха немаме многу информација, освен дека живел 365 години според Божјата воля, вели Бог го зеде, но Илија оставил длабок траг. За него може да зборуваме со часови. Бог го зел, ја фрла својата наметка. И кој ја зел наметката? Елисеј, неговиот слуга, неговиот помошник кој треба да го настави, да го продолжи делото. Сите ние заминуваме и после нас треба да дојдат нови луѓе, нова генерација, кои ќе го носат факелот на вистината, ќе ја проповедат вистината на овој напатен народ. Бог преку Илија направил чудо. И тој плашт, односно таа наметка ќе прави чуда, Елисеј, така, ќе отвори водата, односно ќе затвори реката, водата да не тече, ќе прави чуда. Но Илија е синоним дека има лек, почитувани, без разлика дали сме ние во тешка или во лесна депресија. Бог не сака сите. Ако мислите се погрешни и чувствата ќе бидат погрешни, а мислите и чувствата заедно го прават човечкиот карактер. И затоа многу е важно со што се храниме, што гледаме, што слушаме. Постои една изрека, со какви си тако си, така. Тоа секако влијае. Но ајде да се занимаваме со добри мисли. Ако слушаме некоја лоша мисла, да ја оттргнеме, зашто таа ќе остави траг, ќе остави белег во мојот ум. А рековме, мислите и чувствата го формираат твојот и мојот карактер. Добра вест е дека со пренасочување ќе се променат
нашите мисли. Значи да ги пренасочиме лошите мисли и да се занимаваме со добри. Апостол Павле тоа го искажал со еден библиски текст во Римјаните 12 глава 2 стих, што вели: немојте да се прилагодувате со овој свет. Туку преобразувајте се преку обновувањето на вашиот ум, за да можете да ја дознаете која е добрата, угодна и совршена волја Божја. Значи, како може ние да го загрозиме нашиот ум? Со внесување на лоша храна. Кога велам лоша храна, мислам на рѓави програми на интернет, на телевизија, отврлување на тие добрите работи што треба да ги примеме, а се храниме со лоши работи. Мора нашиот ум да го полниме со добри работи. Како еден компјутер, со што го полниш, тој тоа ќе го има. Ние сме жив компјутер. Треба да ги препознаеме погрешните мисли и да ги исправиме и замениме со вистинити и точни мисли. Понатаму да прочитаме и следнава мисла. Со внесување на здрава храна ние може да ја подобриме нашата емоционална интелигенција. Значи, здрава храна. Ние зборуваме нови предавања за тајните на квалитетниот живот. Еве, да имаме квалитетен живот, треба да внимаваме со каква храна ги храниме нашите мисли. Не само она што кажавме, забавни програми на интернет и така натаму, туку и со внесување на храна секојдневна што ја користиме за нашето тело да обстојува. Значи, да бираме здрава храна, доволно спиење. Човек кој не е наспиен, тој е надразлив, тој е нервозен, тој нема мир во срцето, не е способен и за работа. Избегнување на рѓави програми и телевизиски емисии, отврлување на когнитивни грешки, самовоздигнување, тоа е многу важно. Знаете, луѓе се сами воздигнуваат, тоа е гордост. Ние знаеме сатаната, односно Луцифер, тоа му бил првиот грев, првата грешка, што се самиот издигнувал и си рекол, ќе формирам ново царство на северната страна над Бога и ќе бидам повисоко од него. Самовоздигнување е многу лош чекор кој може да не свргне. Расудување втемелено на чувствата. Рековме, чувствата, ако се само подпираме на чувствата, може брзо да погрешиме. Чувствата се менливи. Сега си радосен, после еден час нешто се случило, како издуван балон. И ги срекаваме такви луѓе. Некојаш и ние така делуваме и не прашуваат, абе што ти е денес? Не ме прашувај. А утре сосема добра личност. Значи, чувствата наши варираат. Прекомерна генерализација, тоа го правил Саул, односно и самиот Илија. Едноставно се генерализира. Мора да ги раздвоиме работите. Начин на кој можеме да се ослободиме од негативните мисли, да ги замениме со какви? Со позитивни. Ајде нека тоа биде одлука и наша вечерва почитување. Значи, да ги замениме нашите лоши мисли со она што е добро. Павле вели, мислите она што е горе. Мислите за она што е горе, не за она што е на земјата. Ако гледаме на земјава само лошотии, нема програм на телевизија кој нема да каже некоја лоша вест. Зашто вие умревте, Павле вели, и вашиот живот е сокрен со Христа во Бога. А кога ќе се јави Христос, нашиот живот, тогаш и вие ќе се јавите со Него во слава. Ајде нашите мисли нека бидат насочени кон оно што е добро, позитивно, оно што е во Господа. Да обратиме повеќе внимание почитување на овие упатства што Господ ги дал во својата реч. Да мислиме и да го поставиме на врвот оно што е небесно. Сето она друго ќе пропадне, ќе помине, ќе замине. Знаете, една минута земјотрес се може да сруши. Само со неколку секунди има проблеми. Само со една лоша диагноза од докторот што ќе ја добиеме, светот ни се врти, не ни се живее, не ни се работи и ја губиме својата ориентација и својата цела. Затоа што сме овде ние гостевили Библијата. Да го исполниме својот ум со Божја вистина. Не дозволувајте искривените вистини, што ги става со тоната пред вас да ги обликуваат вашите мисли. Може некој ќе каже за тебе или пред тебе за овој такви работи и твоите мисли ќе се наполнат, твојот ум ќе се наполни со негативни мисли и ти ќе создадеш лоша слика за таа личност и ќе ти треба време да се опоравиш.
Може би воопшто не е точно. И затоа ова мисла е многу важна. Исполнете го својот ум со Божја вистина. Не дозволувајте искривените вистини што ги дава сатаната едноставно да го обликуваат нашиот карактер. Зашто рековме, карактерот е составен од нашите мисли и од нашите чувства. Одново ќе чувствуваме дека нашиот живот е сокрен во Христа. Значи, мислите за оно што е горе, рекол Павле, ќе влијат на нас од две причини. Одново ќе чувствуваме дека нашиот живот е сокрен во Христа, во Бога, дека овде сме ние гости, дека Бог, Исус Христос, води веденција, води грижа за нашиот живот. Понатаму, мислите за оно што е горе. Има голема сила да го менува животот, затоа што ќе му се придружиме во славата при второто Христово доаѓање. Ако ние мислиме за оно што е небесното, и така мислејќи ќе напредуваме, ќе живееме, ако се случи смрт, со такви мисли ние заспиваме и со такви мисли се будиме и го очекуваме Христос да дојде. Знаеме дека само карактерот човекот ќе го понесе од овој свет. Се друго ќе остане. Во Христа, преку Христа и поради Христа можеме денес и преку сета вечност да имаме позитивни мисли, исполнети со надеж и радост. Нека Господ ни помогне, почитувани, да навистина да размислуваме позитивно, зашто темата беше вечерва тоа сме или тоа сте за што размислувате. Ако се бавиме со негативни мисли, ќе бидеме негативци. Но ако бидеме позитивни, со позитивни мисли, да, тоа треба да го нагласиме на крајот. Не е се розова нова земја. Има неправда. Добриот човек, побожниот си заминува, вели Бог. Библијата вели. И луѓето не знаат зошто е тоа. И ние се прашуваме, Боже, зошто добар беше човекот, племенит, побожен, намува не газеше, што се вели, ете, почина. Од тешка болест. Има прашање за кои немаме одговор сега веднаш. Иако Библијата ни дава, но сепак крајот го краси делото. Бог еден ден ќе ни ја каже правата вистина. Но сега, во Христа, преку Христа и поради Христа, можеме денес и преку сета вечност да имаме позитивни мисли, исполнети со надеж и радост. Господ нека ни благослови, нека ни помогне да навистина бидеме радосни и срекни во Господа. Амин.